Каде? Ти реков дека нема да дојде. Јас средбата ја договорив пред 2 часа. А ние испивме тука 100 кафиња, тахикардија ме фрка мене више и брат ти уште го нема. Нема да дојде. Ке дојде. Нема да дојде без злато, нема да дојде. Брат ти секогаш достиг. Слушај, кога брат ти се појавил на некоја средба која сме ја закажале? Извини, ама брат ми е како швајцарски часовник. Швајцарски часовник. Ај, јави му се. Исклучене. Дечко, ајте молам донеси ми уште едно кафе. Секако за вас, господине. Отров. Жалам отров да служиме. Ние сме сериозен ресторан. Па ние сме сериозна предбрачна двојка. Да нарачате нешто за јадење наместо отров? Ај ке молам тоа што ви е најскапо да ни го даете. Од Сашо. менито тоа што е најскапо и најскапата пијачка. Летам. Ние го чекаме бато. Да, го чекаме брат и сад ќе мора да дојде затоа што треба да плати. Ние немаме пари. А ти му кажа дека ние ќе му бараме пари на заем. Не. Не? Епа супер. Е сега братчето твое ќе си го загуби швајцарскиот саат и нема да дојде. Дечко, ајте молам сметката. А на нарачката? Ништо од нарачката. Сметката. Довелете 2 кафињи и 2 кисели води. Ало? Здраво, бато. Како си? Па те чекаме во кафаната каде што се договоривме. Ајде, и Сашо многу те поздравува. Па ни недостасуваш во дружбата. Добро, добро. Ајде, чао. Ништо од нашите пари. Денеска му доаѓа финансиска инспекција, ќе го дера до гола кожа. Па може ќе ни се јави ние да му даеме нешто на заем, а? Ме исплаши. Каде си ти 15 минути? Што ти е гајле кај сум? Кај сум 15 минути, бев со Сашка. Со која Сашка? Со Сашка. Со таа Сашка што од дома има направено е вака. Ршум. Има пижами на една страна, сако на друга страна, чорапи на лустер, темпераментера, гаќи под кревет. Престани, не ме озборувај пред луѓево. Кој луѓе? Како да не те озборувам, се ќе кажам. Ти знаеш ли дека отидов да ја најдам книжката за да извадам пари. Кога видов дека ја нема, барав пари за да извадам нова книжка. И после, и парите, на кој ќе му текне дека и парите, и книжката во купатилото кај ножиците. Задоволна ли си од одговорот, драга моја Сашка? Има и Сашка 3, ама се уште не си ја запознал. Сашка 3 ќе ја оставам пред да ја запознавам. Купи се прибраме, бидејќи немаше ништо. Сечи главата. Абе, здрав си ти? Ич не сум здрав. Сакаш ли кафе? Абе какво кафе? Главата ме боли многу. Каде те боли глава? И тука, ама не ме болат прстите, знам на што ќе помислиш. Главата ме боли. Беше на доктор? Бев првен кај овој очниот. А, синуси да не се? Не, првен кај очниот му го прашувам, му викам, абе слушај, со притисокав нешто голем, не бе нормален. После бев кај овој со синусите, како викат оторингологот. Оторинголаринголаринго. Да, тој уво грло, но што ми вика, не бе, па те здрав си како дрен. И после ме пратија кај невропсихијатарка. До таму стигна? Да, и таа ме гледа вака сумнително. Зема едно чеканче ме маа по колено, по глава, по уште кај не ме акна. И почна ме прашува за сексуалниот живот. И ти што ја кажа? И што ја кажав? Јас ништо не кажав, туку таа ми вика, слушај, ти мене џабе ми го зимаш времето. Твоите нерви се силни како сајли. И сексуалниот живот ти е перфектен. Епа, затоа су виновна само јас. Да, абе, ти си заслужна за која се работи за сексот, ти си најзаслужна.
И така, цел ден изгубив по специјалисти, ги потрошив сите сини картони и на крај дојавме до заклучок дека јас сум здрав и жив конечно. Ама мене многу ме боли главата. Добро, се напили некаква апче сега, 16 апчиња бе сонце, не едно, 16. Сакаш ли јас да ти помогнам? Да бе, 16 специјалисти не ми помогна, а ти ќе ми помогнеш. Сврти се. Дали веруваш во мене? Како не? Дали веруваш во мојата љубов кон тебе? Како не? Чирибу, чириба, твојата болка е сега надмината. Дали те боли глава? Ај, не. Не? Ај, ми помина. Не те боли? Не ме боли. Гледаш, Леле, љубовта сонце. надминува се, љубовта е еликсир, таа нема на рецепт. Браво, сонце, ма оди брго, ајде стави по едно кафе. Ајде. Брго, оди стави по едно кафе. Леле. Леле ми помина главата. Да, ќе му кажам. Ајде, чао. Чао. Кафе? Чај? Одна мајка ти душата? Ода мајка ти душата чај да пие. Што си ми толку сериозен? Ме не можем да го решам овој крстозбор, бе, наградене. Мразам крстозбори. Абе, јас ги сакам, ама ово е сороднински релации, така. Ајде да видиме. Ево го, по 3 хоризонтално. Сестра на сопругата. Балдыска. И? Да, мислам да. Ај провери. Балдыска, да, ете. По 2, ево, сопругот на сестрата на сопругата. Ајде. Ова е баџанак. Ова е тој баџо, Да, баџо. Баџанак. Баџанак. Куќа имам на пелистра. Ајде. Жена на мојот брат. Сна. Сна. А јас се паѓам јатрва. Значи сна. Сна, ево. А сестра на јатрвата? Сваќа. Сваќе. Тоа ќе каже сваќе. Сваќа. А ова сестра на сопругот за сопругата е? Тоа е Золва. Која е таа Золва? Па Золва сестра ти. Па сестра ти се вика Золва. А сестра ми се... демек сестра ми се паѓа... Да, Золва. Она е Ајде. Золва. А како сестра ги се вика Золва. Пишува е Золва. Како Славица, мислев, како некој име. Пишува е Золва. Чекај, ова е тука. Золва. Какова? Да. Хоризонтално 8. Ево го, брат на сопругата? Тоа е Шура. Шура, го знам. Тоа е ваму горе. Ето тоа ти е вертикално. Да. Шура. Да. А овој што е брат на татко ми? Па тоа ти е Стрико, па тоа го знаеш. Да. Не си ги знам роднините баш сите, а? Не знам како кој што е. Добро. Значи сега вака е решен целиот, а? Да, ова ќе го испратам сонце. И што добиваш за награда? За награда е во Охрид викенд со семејството, тоа е јас и ти, само да го А потпишам. мама? Мајка ти заборев да ја ставам. Леле, што ќе правиме без неа се? А што се другите награди? Другиот е едномесечна претплата за Золвата, а другиот е двонеделна претплата за Баџанакот. Јас ти нудам подобро решение за Баџанакот и Балдыската ти. Која улица смени ево? Имам и ја уште една варијанта. Ама не ти ја кажав. Ама тоа е сигурна. Која? Дека доаѓаат и ќе ни бидат гости недела дена. Убаво. Само јас заборев да ти кажам дека твојата Золва и Золвеникот ќе ни дојдат оваа недела и ќе ни останат цел месец. Со нивните 5 мали убави дечиња. 5 мали, 5. О, па. Јас се малтретирам, пазарам, купувам. Добро, кога го купи ова чудо, а? Кога го состави? Злато, ја какви состави имам правено прво, второ оделение. Охо. Не, работава беше многу итна. Итна. Нешто не знам. Бев денес на лекар. На лекар? Аха. Каде сум јас во целава драма? Кој вараме злата ти, куј знае, кај си. Морав нешто да сторам со вишокот на енергија.
Овој доктор ми вика оди и купи го ова чудово. И ја дојдов и го купив. И еве, сега си се рекреирам. Така ли бе, златце? Сонце, Сашка? Кај отиде? Сашка? Сашеј! Нема ништо, нема акција. Беа мисля ќе се случи некоја кавгичка, вака се здавиме малце. Ама ништо. Да ни се слоши, ќе да ја повратам. Кај си бе, Злато, викам пола саат од таму. Ало, Злато, викам пола саат, гукни нешто, гукни. Број до 5 и ќе гукнам. Его, 5, гукни. Абе, точак е тоа, бе, сонце, точак е, не е тен, ќе го тргнем од соба, морам некако да си ја трошам вишокот на енергија, разбираш. Вака да се разбереме малку. Значи, со вртењето на тркалата ти ја трошиш твојата енергија, а јас со медитирањево ја контролирам својата енергија, окей? Така, добро. Ама ако сакаш да одиме ние двајцата во дневна, па таму заедно да си ги трошиме енергиите. Нис разговор е. Вишокот на енергија не се троши во дневна, туку на некои други места. Например? Коина? Да ти мијам садови. А спална? Спална да ти го читам Хемингвеј на глас. Бања? Бања да ти перам алишта на раце. Сашо, тоа се трите главни пункта каде што се троши вишок на енергија, разбираш? Добро, нема проблем. Одам во кујна. Да си се истуширал и да се вратиш на ова место овде, ме разбираш? Да ти ја доцедам таа малку енергија што ти останала. Мажи. Пак нешто ми глумиш се. Шо глумица си ти. Смеј се. Ќе се бањаме. Требало твоите да те запишат на ФДУ, бе, Злато. Ако те запише на ФДУ, завршуваш и директно првенка. Само не можам да те фатам, бе, шо ми глумиш? Не можам да те фатам. Дали нешто си наивка, дали си депресивна, дали си фрустрирана. Фрустрирана наивка. Да. Незадоволна жена сум јас. Незадоволна жена. Многу слаба глумиш, бе, сонце. За незадоволна жена треба да има солзички. Вака, ако нема солзи, публиката те открива, те фаќа дека слабо глумиш и си оди, ти вика чао. Може да ти поставам неколку прашања? Вели по, моса подносло. Значи се работи за нашиот однос. Знам зашо се работи. Јасно ми е се. Ти, сонце, мислиш дека јас можеби имам нешто со некоја? Па имаш ли некоја? Имам. Немам, видија, глупости. Немам. Како може да имам? Па зошто си тогаш во последно време студен, незаинтересиран кон мене? Сакаш да знаеш зашто? Сакаш да знаеш? Дедо ми знаеш што ми рече? Храната е најважна. Тоа те крепи. Ако си добро нахранет, тогаш ќе бидеш добро расположен за се друго. Многу голем филозоф дедо ми. А ти нешто слаба си во кујната, сонце моје, нешто јас сум слабо ухранет. Вие во вашата фамилија сте сите филозофи. До еден. Тоа ти е генетски, сонце. А и баба ти е страшен филозоф. Знаеш ли што ми кажа пред некој ден? Невесто, ако момчето ти го врти грбот 3 ноки поред, да си бараш чаре. Чекај, каде? Да си го најдам чарето. Шо лисица си ти? Дојде? Дојдов. На време. Ептен на време. И критично. Тужби во сандачето, високи сметки, камати. А како ти се свиѓа моето ново костимче? Си го купив денес? Убаво? Арно.
Сашка, супер ти стои, еднаш да го чуем тоа од тебе. Еднаш да си насмеан и расположен кога ќе купам нешто ново. Па ти бе Злато цел живот купуваш нешто ново, а сметки ќе платиш ли некојаш? Добро, смири се, ќе се среди, само ти биди среќен. Како да бидам среќен со волкави сметки, кажи? А што ми ги даваш мене сметките? На кого да му ги дам? Добро, ова не е ништо, ова е вода, ништо страшно. Овој месец смисли ти нешто сега. Топлификација, ужасно. Добро. Ајде, смисли нешто. Добро, имам идеја. Имам страшно добра идеја, ќе се значи не, на тоа да не си помислила, тоа веќе готово, крај, финито. Ќе им ги дадеме сметките на нашите родители и тие тоа ќе го поделат 50-50. Тоа го правиме секоја година. Разбираш? Не. Одлична идеја, гледај. Ама како може да биде 50-50 без Злато? Ова е 11,5, ова е 2,5. Ем демократија, ем лотарија. Бирај лева или десна. Што е тоа лева или десна? Рака, левата се твоите, десната се моите родители. Па нормално левата моите. Повисоката пак. Извини. Нема смисла, мислам. Не е фер веќе. Ги обричивме луѓето, не е. А неговите ми го купија ова прекрасно костимче. Греотка. Дичко! Дичко ба! Многу сакам да го видам. Дичко! Еве го. Лиле, пак вие, добар ден. Добар ден. Здраво. Како си, Арен? Добар, да. Леле. А што ќе ни понудите денеска? Па имаме прекрасни букети со режано цвеќе, имаме волшебно саксиско цвеќе, а имаме и ексклузивно вештачко цвеќе. Зашто ви треба, господине? Деловна тајна. Деловната тајна му е всушност дека јапонскиот партнер денеска има роден ден и треба да го импресионираме со нешто. Па можам да ви понудам бонсаи и кебани. Значи јас никош не сум купил нит бонсаи, нити кебани. Колку ќе на тие? Па зависи од типот на бонсаито што ќе го изберете. Добро. Она, например, она бонсаи чини 100 евра. Машала. А она што го чуваме, она под клуч чини 1000 евра. Машала. Па тоа види, јапонски цени се тие, ама јас не зимам јапонска плата. А кажете ми, кој го прави бонсаито? Деловна тајна. А колку ви си кебаните? Па зависи од што се направени. А кој ви ги прави кебаните? Кој ви ги прави кебаните? Деловна тајна. Па не сме ние ција. Не би рекол не. Од доверба и кебаните ги направив и јас. Бев на обука во Јапонија, имам и сертификат. Да? Сакате да ви го покажам? Па не би рекол не. Па да. Повелете. Ништо не го разбирам ова на јапонски. Па видете, ако го купите бонсаито од 1000 евра, вашиот пријател јапонец ќе ве однесе во Јапонија, ќе научите јапонски и потоа ќе може да го прочитате. Дури тога тој нема да ме покани во Јапонија. Не би рекол не. Па ќе си помисли дека има многу пари, ќе рече што ќе прави во Јапонија да се. А зашто ќе се обучувате во Јапонија? Деловна тајна. Купите си обичен македонски букет од 100 денари. Не, јас сакам со нешто да го импресионирам. За што одлучивте бонсаи од 100 евра? Па не би рекол не. Не, јас имам идеја. Значи, за да го импресионираш и за да те почитува вечно, ќе му купиме килограм кочански ориз и килограм граф? Тетовски. Тетовски, па по-македонски од тоа нема. Па нека прди, нека рика малиот. Што е? Информација? Абе, не е прв пат. Ако фатам мангупо ќе пише вакви работи кои ќе му учукам една. А ако е мангупка? Ако е мангупка кој ќе ја плеснам вако од позади по. Чекај малку да те прашам нешто во врска со текстов, со информацијава. Добро. Дечко и девојка, значи имаат заеднички автомобил. Добро. И девојката сака нешто со оваа информација да му соопшти на дечкото дека 3 дена во неделата таа сака да го вози автомобилот. Добро. И што? Па што бара тоа на мојот автомобил? на нашиот автомобил. Добро де, што бара на нашиот автомобил од пред некое време. Одам да викнам такси. Чекај, застани, ела вамо, ела. Не сакам. Ела, ајде, застани тука, застани пред мене, ајде, ела тука. Ти го напиша ова. Јас. Па зошто не ми кажа? Па ти кажав. Што ми кажа? Дека понеделник, среда и петок јас возам. Вторник и четврток ти. Не, јас сум јас, ти си ти. И што ден е денеска? Среда. И среда така ми е баксус ден.
Ти ме носиш на работа? Како убаво си мрцкаш. Ти се допадна јадењево? Знаеш ли кој го направи? А од кај знаеш? Всушност мајка ти го има направено. Како не? И ти го имаш замрзнат уште пред еден месец. И сега денес кога ти бев прегледан, викаш дај на ваа кретенчево да му го сготвам у микробраново, да му го стоплам малце така. Ми се свиѓа ти париш така без сонце мое. Фала. На вкусот? Не за бакнеж, од ова е прв пат да добијам бакнеж врел како готвачка. Може сега јас тебе да те бацам за благодарност? Сонце. Знаеш дека мама се најави дека ќе дое следната недела? Стварно? Има проблем? Не бе, Злато. На неколку дена. Не бе, нема проблем. Ако сакаш, јас можам да и се јавам и да ја поканам, а? А како знаев дека нема да има проблем? Всушност има проблем. Еден американец што дојде на каренс во фирмата, треба да инвестира. Он се знае со овој што ти ја даде диетата, како се викаше, Виктор Иванов, овој чај. Он се знае со него, пријатели си исто. И ако инвестира тука кај нас, разбираш, јас ќе станам менаџер на неговата фирма. Браво, менаџерче моја. Мајка ми што треба те препорача кај американецот или? Всушност не. Ако овој американецот многу сака да јаде оваа македонска традиционална кујна. Гурмане, знаеш како? Сега, сака да јаде македонска кујна, ама не од кафана, сака некој да му готви. Па јас мислам некако мајка ти да донесеме да ни готви на неколку дена овде. Уште денес? Па може уште денес да дојде, разбира. Заврт, мајка ми е во Маврова. Престани да јадеш, Сашо. Овој беше Злато, тој што го сакаше ти го купи, види. Се насобра еден цел куп, како во ресторан. Ако ќе се снајдам некако. 3 дена не ми правиш муавет без Злато, 3 дена ќе ми пукне срцето. Леле, шубаво го сецкаш кромитчево. Слушај, и ова бољерчево не работи, нема топла вода, пак трошкови. Всушност, многу е убаво да миеш садови. Многу е убаво. А јас до сега глуп не сум миел. Ние сме сега вака како за на фотографија. На насловна страна во тоа твоето, како се викаше, жена во тренд. Знаеш ли колку пати јас ти имам фотографирано, само немам сведок. Фала Богу што ми прозборе, каков сведок? Реков сведок. Интересно. Некој звони. Сведок. Каков сведок бе? Не игра играчки сведок. Твојата колешка Зоре. Влези Зоре да видиш твојот пријател како мие садови прави ручек. А Зора знае дека сум шизик. Ти немаш поим каква е. Кој ќе ја видиш, паѓаш, разбираш? Многу сум загрен. А да видиш од позади каква линија има. А? Да. Абе не, ќе ја имам, па што сака нека биде, да. Слушај, само за ова пресашка те молам збор. Разбираш, ќе ме убие. Збор. Ајде, чао. Сашо, срам да ти е. Што влегуваш така како тајфун, бе? Го слушнав твојот разговор. Која е таа девојка за која зборевте? Каква девојка? Кажувај која е таа, не ми се прави како некој наивен зајак. Зборувај. Абе чекај, ти нешто не си дослушал. Ти сидеш дома со четкичка за заби и гол. Абе чекај бе, застани. Ма нема што да чекам. Излези и затвори вратата. Чекај бе, чекај малце. Со Игор правев муабет. Смири се. Со Игор? Што го изнајмува станот на пријатели кога сакате и како сакате? Мислиш дека не знам? Еве, за ова правевме муабет. Угледаш ова? Ова е новиот модел од нашата кола Сонце. Разговаравме за неговата линија.
Еве, види, ова е новата кола, а јас сум влюбен во незе, а сакав да ти изненадам. Сакав да ја дадеме нашата, старо за ново, и да доплатиме да ти изненадам. Ова е мојата нова љубовница, а твојата обсесија. За ова принцеза ми се одсекоја и раце и нозе. Таа е таа. Љубовта моја. Ни случајно да не си помислил да ја имаме. Зошто? Затоа што такви зборови никогаш не си ми кажал мене. А и мобилниот го трошиш. Кажи нешто. Па не ни е платен фиксниот. Сашо! 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 Каде е овој човек? Сашо, каде си? Не викај, доаѓам. Што правиш таму? Средувам некои сметки тука, неплатени документи, некои и фотографија една најдов. Знаев. Молам? Ништо. Ај исклучи го фенот. Ај исклучи го фенот. А? Кој е овој што ти ги пикнал рацете во градниот кош? Цветко Стојановски, јануари 99-та. Ќе ти ги настине бубрезите на ладното, бе. Зора 2001, твојата рака на низиниот задник Охриц, Маја 2003, Сонја 2004, Бети 2004 и пол. Сега, ќе се навраќаме на спомените од минатото. Глупост. Спомени од минатото? Да. 3, 4. Ај пак? А пак? А пак? Ај, пак. Вртењето на педалите ја трошиш твојата енергија, а јас на овој начин со медитација ја трошам, тоест јас не ја трошам. Затоа ти викам. Јас ја контролирам. Он ја троши енергијата. Да, она ја контролира. Да, она ја контролира. Она си брои во себе. Ало, добре. Значи да се разбереме, Злато. Ти со самото тоа што ја трошиш твојата енергија со фиксниот точак. Види, Злато, самото вртење на педалите, Злато, ти си ја трошиш твојата енергија. Добре.